Слушатели на Радио Свети Дух Македонија. Јас сум Елена Чагоровска, ќерка Исусова. Јас му припаѓам на Господ Исус Христос. Јас му се поклонувам само Него. Тој е единствената сила, единствениот победник врз смртта и сатаната. Ке сведочам, драги слушатели, за духовната војна со зли сили, со непознатиот свет на темнината. Неколку дена се случува чудни работи. Неколку дена демонски сили се обидуваа да ми ја земат верата, да ме одвлечкаат од верата, да ми наметнат сомнежи, да ме уплашат, да ми наметнат болка телесна и да ми ја одземаат силата. Но, драги слушатели, кога му припаѓаш на Господ Исус Христос со сето срце, со разум и душа и веруваш во Него, кога и да повикаш, тој е тука. Се можеме со Исуса Христа, кој ни дава сила и не крепи. И еве што се случи. Секој четврток читаме од Словото и последниот четврток исто така читање од Словото, но се симна голема сила на Светиот Дух. Изгледа толку голема сила што почувствувавме радост во срцето. Радосна во срцето се молев и цела ноќ не можев да заспиам, затоа што ми беше убаво на душата. Во утринските часови веќе заспав и сонував сон како тихо нашиот старешина застанат и проповедаше во една училница на училишна табла и одстрана стоја две силуети со глас на моите починати родители, а настрана стоев јас. Стоев, го слушав тихо, а тие упорно ми се обраќа: ајде, напушти го местото, не го слушај тихо, замини од местото, доста слушаш. Тогаш им одговорив дека сакам да го слушам Словото, сакам да го слушам тихо. Во моментот тихо кажа дека ќе проповедан насекаде со манде и дека ќе одат во Кавадарци и во сите градови. Тогаш извикнав: колку убаво. Јас останувам да слушам и ќе одам заедно со Тихо и Манде да ја ширам радосната вест. Наеднаш двете силуети исчезнаа. Слава ти, Господи Исусе Христе, штом ќе го спомнеме името Исусова, секоја демонска сила подклекнува и се повлекува. Но следниот ден се договоривме со Стеве да се собереме кај Ане, да се видиме и воедно да се помолиме. Пред да одиме, започна наеднаш болка во ногата. Почнав да се молам и со тешкотија се чекорев и се спремав за да тргнам. Тогаш се јавив на мојата сестра Стеве и објаснив за болката и кажав, и воедно додека и кажував, па вели не е возможно, и мене ногата ме болија. Од Савајле почна наеднаш болка, не можам да чекорам. Се помоливме двете заедно, но Исусов војник не се предомислува, не се откажува. Двете со молење тргнавме на кај Ане и иако имавме поголеми болки, се жалевме меѓусебно, се молевме упорно. Кога стасавме, болките се намалија, до вечерта сосема исчезна, но таму го славевме Исуса, веќе с души, со трудници, Исусови деца се молевме и му благодаревме на Господ Исус Христос. Му благодаревме и после на Исуса за исцелувањето, за силата, за верата што ни ја дава, бидејќи со Него можеме се. Никој пат не оставил во неволја. Мојот Татко Небесен. Вечерта се случи уште еден обид на сатаната да ме исплаши. Не можев да заспиам. Сакаше да ме го украде сонот, мирот и не знам што. Се расшетував и се молев.
Кога се врати во кревет, само што ја спушти в главата на перница, се слушна вресок на животно. Толку реално, толку вистиното, многу гласен, како пишти, како некој да го измачува, како да го потиснува некој, како да го потиснав кога легнав на перницата. Будна и свесна, не знаев што се случува, но вистински ме уплаши, бидејќи врисокот беше гласот многу јак. Веднаш почнав со молитва, веднаш почнав со заповед и гласот престана вриштењето. Слава ти, Господи Исусе Христе, слава ти, семоćен Татко. Еве, ќе продолжам во продолжение друго сведоштво, но после толку искушение од сатаната, ништо не ме обесили, туку напротив ми ја зајакнуваше верата во Исуса. Секој пат Исус беше победник и верувајте, победник е секој пат врз злото, не штити, секој пат е со нас. И му благодарам воедно и на Тихо со кого се помоливме, а јас уште истиот ден исцелена под водство на Светиот Дух тргнав да сведочам за Исус кај наверник. И ветив да ја подарам книгата Храм на љубовта од Тихомир Стојановски. Намерничката со отворено срце многу се израдува. Се помоливме, а Светиот Дух ја облеа и го помилува срцето со радост. Бидејќи беше радосна, само ме гушкаше и ме бакнуваше и се радуваше што бев присутна. Побара да го инсталираме и радиото Свети Дух. Слава на Исуса, а кога се враќа, друг намерник, кој малку го знам затоа што тука во околината тој чисти околу континуерите и викна комши ке стои. Веднаш почна да ми раскажува како не е добар со здравјето, како има притисок 260, едва се симнува до 200, 2 недели се испитувал и немал ни една диагноза. Намерникот е ром и не знае во која вера е. Но во моментот не мислев на тоа и под водство на Светиот Дух го ислушав а тој додека ги бараше документите да ми докаже дека се испитувал и дека навистина притисокот му е толку висок, и јас реков дека ќе биде се во ред, дека Исус ќе те исцели. Но тој велеше да издржам само уште 5 месеци за да остварам пензија. Остави ме, му велам, ти ке живееш уште 50 години, Исус те сака, ајде да се молиме. И јас веднаш почнав да се молам за него и Исус да го исцели и така натаму. И човекот не го прашав дали сака молитва, но човекот веќе ги креваше двете раце, повикуваше и извикуваше: Исусе, помогни ми, слава ти, Исусе, велеше, слава ти, Исусе, ти ќе ме оздравиш. Го благословував во мир и радост, радосно срце, да Исус да го исцели, да му даде дар на вера. Ти благодарам, Татко Небесен. Ти благодарам, Господе Исусе Христе, што се пројавуваш, Исусе Христе, секаде каде што требаш. Мојот Татко е семоćен и многу милозлив. Драги слушатели и сотрудници, браќа и сестри, да бидеме будни, мили Исусе Христе, а вие слушатели на Радио Свети Дух, побарајте помош ако сте вознемирани, имате немирни ноќи, чувствувате страв, ако имате грижи и проблеми, слабост, болести, побарајте помош, повикајте по живиот Бог. Верувајте во Господ Исус Христос, бидејќи тој е единствениот наш Спасител.
Исус е жив. Ќе ви прати човек, намерник. Исус е жив. Амин.